добар ден. Како и секогаш ве причекуваме со насмевка на лицето, бидејќи нормално сакаме позитивноста од нас да ви ја пренесеме секако во вашите домови. Стандардно започнуваме уште една нова емисија Клубин. Денеска јас и Елана, но не она плавата, туку Елана Вукановска, која што јас сметам дека во многу кратко време ќе биде една од вашите омилени TV лица. Па да започнеме, што велиш? Како е денеска? Супер сум. Фала за убавата најава. Да, немаш веќе трема, веќе го пробивме ледот, Ана бевте одлични пред некое време. И Јана секогаш така ме најава не она плавата, него црната Елана. Што ќе правиме ако ти се прифрбаш како што знаеш да направиш некогаш експерименти? Например, еве денеска имаш една впечатлива сенка која што е одлична за периодов, посебно бидејќи матурите се актуелни, така? Така е, малку експерименти, јас секогаш сум за експериментирање, посебно за мода, за гардероба, за шминка, за фризура, за такви работи. На право место сме. Така. Да. Како и секогаш во емисијата започнуваме со мал предизвик за сето она што ќе следува. Претпоставам дека Елена веќе ќе ви каже уште неколку моменти кои што ќе бидат интересни за нашата емисија, а веднаш потоа ќе го погледнеме и форшманот. Елена, што да очекуваат во денешното издание? Нормално, како и секогаш, да ги очекуваат најновите, најсвежите информации од шоу бизнисот, од модата, музика, се комплет. И се надевам дека ќе уживаат и дека нема да ги разочараме гледачите и овој пат. Така да можеме да погледнеме форшплан за она што ќе гледаме во оваа наша денешна емисија. Во неновото издание на магазинот Клубин ќе гледате. Александра Пилева речи да се испроба и во бизнисот, отвори свое кафуле. Како променливото време реагира на вашето расположение. Детето феномен Марко Чаласон со ексклузивно интервју само за Клубин. Сето ова и уште многу повеќе. Останете заедно со нас. Почнуваме веднаш. А како и секогаш знаете дека викендот носи голем број на случувања, посебно во Питокот се преклопија два јаки концерта, поточно и не се преклопија баш, туку се случија во иста вечер. Значи Наум Петревски го најавувавме и мора да направиме добар приказ како тоа таму се случуваше. И Бреговиќ, дали можеби го сакаш и го обожуваш, Елена? А јас морам да кажам дека повеќе го обожувам мојата мајка отколку јас. Ова беше искрено. Меѓутоа да знаеш дека некои негови хитови стануваат евергрин и на младата генерација знаат на секоја случување да бидат добра придржба. Немој да ми кажеш дека на месечина не играш. Нормално дека играм и јас морам да кажам дека повеќе ги сакам сите тие стари хитови што се. Дали наши, дали странски, најубави се странските. Така. Супер, ајде одиме со она што се случуваше токму на овие концерти, атмосферата и нормално како ние тоа го видовме како АБ канал. Јајте сме поспонтани. Што треба сега? А вечер? Не. Отворена. Реши да се испроба во гостотвеството и отвори своја кафела во рок стил, бла бла бла. Во нејзин стил, нели? Да. Ке те путам, ја следиш. Супер, а сега многу пати се запрашуваме што друго, зашто друго ги бива, можеби оние наши пејачи, ако не би се занимавале со музика, што друго би правеле? Одговорот ќе следува сега за Александра Пилева. Така е, Александра Пилева отвори нов кафич, свој, во нејзин стил, нормално рок стил, рок кафич. Се очекува. Да. И треба да отидеме до неа, да пиеме заедно пијачка, може? Да, може. Само кажи кога и да се договориме. Уште ги пушти незините хитови во кафичот. Ќе останеме и да играме. Ајде одиме.